Недемократскиот и неетички изборен процес во Куманово продолжува засилено и во последните денови од кампањата за локални избори. Црната пропаганда не стивнува. Цело Куманово е преплавено со флаери кои имаат негативна содржина за нарушување на угледот на нашиот кандидат за градоначалник Максим Димитриевски. Флаери се фрлаат по улици, на јавен простор, во влезови, без тронка совест за нашата животна средина. Јавни површини се прекриваат со негативни графити на секаде низ градот и на селбите, се загадува и уништува околината со една единствена цел – да победат на изборите со притисоци, местенки, лажни обвинувања и црна пропаганда. Епа, нема да ви помине. Црната пропаганда, која поединци од власта ја спроведуваат се со цел оцрнување напротив кандидатите, кај кумановци не поминува. Срамота е ова што се случува целиот изминат период, целите изминати месец дена. Пред неколку денови бевме сведоци на насилно однесување врз наши двајца кандидати за советници. Насилство врз жена, наш кандидат за советник од страна на МАШ, кандидат од редови на СДСМ. Засрамете се за постапките. Првите притисоци врз граѓаните и вработените во јавните институции ги правите вие. Барате да ви доставуваат сигурни гласачи од 10 до 15. Лажно обвинувате наши советници, а станува збор за класичен обид за изнуда на средства од кандидат во време на изборен процес. Не дозволувате Општина Куманово нормално да ја заврши својата работа, па праќате полиција на терен да врши притисок за градежни активности кои се веќе предвидени во годишната програма. Го следевте градоначалникот и како најголем криминалец со полиција го праќавте независниот кандидат Максим Димитриевски на наводен технички преглед и не знаете се што не направивте овие месец дена. Дали знаете со какви методи се користите овој период? Граѓаните на 31 октомври ќе ве казнат, затоа што вашиот начин на работа е преку насилство, а не преку размена на идеи. Концепти за побрз развој на Куманово. Во недела на 31 октомври ќе доживеете уште еден голем пораз од кумановци.